покриваме сега некои теми од Стариот Завет. Конкретно покриваме темите од Стариот Завет кои се однесуваат на Израел после Вавилонското робство. Израел, значи, има една историја каде што, еве да почнеме од Авраам. Господ го повикува Авраам, неговото семејство да стане благослов за сите народи, и неколку генерации поминуваат и се селат во Египет. Во Египет остануваат отприлика 450 години, со тоа што таму во Египет тие стануваат робови. Господ го повикува Мојсе да ги изведе од таму, ја освојуваат земјата по полека, имаат суди, пророци, цареви, Давид и компанија и така натаму. И некаде 586 е последната година каде тој систем на цареви и се живо, значи од 2000 година пред Христос до 586 година Израел е во некој процес на формирање, но наеднаш се распаѓа, затоа што доаѓаат вавилонците, го рушат храмот, ги зимат израелците, голем дел од нив, ги носат во робство во Вавилон, и Израел се наоѓа во Вавилон, каде што под опасност е целиот нивен идентитет, сите тие обележија, целата таа историја што имаат е во опасност да ги снема. И реално само чудо историчарите веруваат дека многу ретка појава е, барем во тој контекст и во тој регион, народот да опстане, затоа што реално во голема мера тоа што го правеле античките цивилизации, правеле одредена асимилација, затоа ги распрснуваат сите народи, што ги поробуваат на сите страни, да не може да се групираат, да изгубат идентитет и да направат некаква асимилација. Еден историчар Том Холанд вика, чудо е како израелскиот народ, и тој единствениот народ од тој период, од тој регион, да успее да се врати во својата земја и да го обнови својот идентитет. Во секој случај го покриваме сега периодот на таа обнова, кога израелците се враќаат во својата земја, каде Бог отвара врати да се обнови храмот. Има еден моментум кој е многу интересен. Зборувавме за Езра, зборувавме за Неемија, книгите кои не знам дали ги читате, дали сте ги читале, многу интересни, прекрасни книги. И денеска ќе зборувам за една девојка, тоест царица, која се вика Естира, како што најави веќе Никола. Јас денес ќе го прочитам текстот на кој ќе проповедам, а после ќе дадам еден контекст да видиме за што станува збор. Ќе ве замолам да станете да го читаме текстот. Значи Естира, читаме 4 глава, 12 до 17 стих. Вели вака: И му ги пренесоа на Мардохе зборовите на Естира. А кои зборови се ќе видиме? Мардохе во одговор и рече на Естира: Не мисли дека ти единствено од сите јудејци ќе се спасеш во царскиот дом. Ако ти премолчиш во ова време, тогаш слободата и спасението на јудејците ќе дојде од друго место, а ти и домот на таткото твој ќе загинете. И кој знае, дали токму за вакво време не си достигнала царско достоинство? А Естира му одговори на Мардохе велики: Оди, собери ги сите јудејци што се наоѓаат во Суза и постете за мене и не јадете и не пиете 3 дена, ни дење, ни ноќе, а јас со слугите своји исто така ќе постам и потоа ќе одам кај царот, иако е тоа е против законот, па ако загинам, нека загинам. Тогаш отиде Мардохе и направи како што му порача Естира. Амин. Повелете седнете. Што се случува? Има една кратка историја како царот Ксеркс во тоа време, тој имал жена и царица и така натаму, но таа во еден момент не го испочитувала како што треба и царот му доаѓа преку глава и со советниците, сите мажи, ги праша што да правам, и овие му викаат, ова вака не оди. Значи, сега, ако сите видат како царицата тебе не те почитува, сите жени по царството нема да ги почитуваат своите мажи. Затоа царицата аут и се земаш една нова жена која ќе те почитува и така натаму. И отприлика тоа се случува. Царот распишува, мислам, во тоа време царицата била една од жените на царот, затоа што имало фактички харем и така натаму. Но на царот му треба нова царица. И тој распишува еден оглас по целото царство и една од тие девојки која завршува како финалистки е Естира, еврејка, која во тој момент не кажува од каде, не кажува која е, како и така натаму. И Естира станува царица. А која е Естира? Кој е Мардохеј? Се појават неколку ликови од текстот. Мардохеј е постар браточет на Естира.
Естира е во Вавилон, тоест во Суза во тој момент, во Цитадел, како се каже тоа, во тврдината Суза. Таму живее со другите поробеници што се израелски. Она веќе таму веќе некоја си втора, трета генерација која се на тоа место, затоа што случувањето Ксеркс владее отприлика 100 години после Навуходоносор. Значи Навуходоносор ги зима израелците и после 100 години доаѓа Ксеркс, царот, и он веќе 100 години е многу време. Многу време 100 години. Така да Естира и Мардохеј се што знаат за својот народ, се од некои устни преданија, од тоа што го слушале, кои се израелците, каде е Иерусалим, каде е нивниот дом и така натаму и така натаму. Мардохеј е постар братучет на Естира, која зима за како своја ќерка откако нејзините родители умираат. Естира од тоа што го читаме, е послушна, прекрасна девојка. Естира, случувањето на Естира се наоѓа во времето помеѓу обновата на храмот, значи храмот е разрушен, поминува некое време, се гради храмот, но не како што треба, затоа што само храмот ќе се изгради, храмската пракса не е обновена, Иерусалим не е обновен, значи се гради храмот, изграден е храмот, новиот храм, кој не е кој знае што. Го имаме времето на Естира, па доаѓа Езра со обновување на храмската пракса, па доаѓа Неемија со градењето на зидините. Ако ви интересира, мене ме интересира тоа малце. Но Естира се наоѓа во тој момент, каде се случува таа некоја обнова на Израел. Естира се наоѓа во тоа време и таа е дете на своето време. Таа е во Вавилон, таа таму живее, таа едноставно ги слуша сите тие приказни преданија и така натаму. И така натаму. Но што се случува? Има еден генерал, да кажеме нашки, на царот Ксеркс, кој му се оддавала голема почит. И сите му се поклонувале, освен Мардохеј. И тој човек се нервира, дека Мардохеј не му се поклонува, му доаѓа преку глава и фактички разбира дека Мардохеј е евреин, јудеец. И тој се заветува да ги убие сите евреи, сите јудејци по целото царство. И му вика на царот, ако ми ја дадеш таа власт, да може сите да ги убиам, ќе плата многу. Ќе плати многу, за да може да ги убие сите. И отприлика во една таква ситуација се наоѓа Естира, во таква ситуација е Мардохеј, каде што има една таква завера да ги убијат сите евреи, но Мардохеј е еден од тие таму, овој слугите на царот, а Естира е царица, но не се знае дека Естира е едно од тие евреите. Карактеристики кои може да ги видиме кај Естира, ако читаме целата книга, Естира била послушна како дете. Била многу послушна, тој е нагласен. Естира го почитува Мардохеј како свој татко. Ги слуша сите негови упатства, се распрашува, бара мудрост од него постојано. Иако е царица, таа останува во контакт со него. Таа не е излезена од контекстот и да биде у некоја изолација ненормална, у некој елитен свет каде што нема допир со реалноста. Мардохеј останува многу влијателна личност во нејзиниот живот. Естира го следи водството на Мардохеј. Мораме да земеме во предвид зошто писателот на книгата на Естира става некои мали детали да бидат важни во овој момент, како например дека била послушна, дека била верна, дека го следи Мардохеј, дека постапува така како што постапува. Во овој период благословот на Израел, тоа што требало да биде како наследство и благослов на Израел како народ, а тоа е земјата која е наследена од Бог, веќе ја нема. Разбирате ли? Значи земјата која израелците ја добиле е знак на заветот кој тие го склучиле со Бог, на верноста која имаат еден према друг. Тие, да кажеме, се во позиција на проклетство и отфрлени се од ветената земја. Бог им го ветува тоа. Вика, ако не сте верни на заветот мој, земјата ќе ве изблува, ќе ве исфрли од себе. Ќе бидете далеко од мене, со тоа ќе бидете во зона на проклетство. Надвор од ветената земја, значи надвор од заветот со Бог. Тие веќе немаат ни идентитет, немаат ништо. Заветот кој Бог го имаше со нив, како народ беше условен од нивната послушност и верност кон тој завет кој беше склучен преку Мојсей, а ветената земја, како што кажа, беше доказот за тој завет. Сега евреите се во робство. Немаат ништо од тој завет, немаат ништо од тие ветувања, во робство се. Иако храмот во овој момент е обновен,
условно кажано, сепак ништо друго не е восстановено. Нема храмска пракса како што треба, земјата се уште е во робство, нема наследник на престолот, и тоа е многу важен момент на Давидовиот престол, и на повидок нема никаква најава за некаква обнова и враќање. Во овој момент нема. Уствари во овој момент има најава за целосно уништување. Па дури храмот кој бил обновен како една мала надеж, во тој момент кога се појавува тој договор на Хаман со царот Ксеркс за да ги убијат сите евреи по целото царство, изгледа како на лажна надеж. Тоа што храмот се изгради не значи ништо ако по декрет секој може да ги убие. Во декретот стои дека каде да се наоѓаат евреите, секој без било каква одговорност може да ги убие, без да одговара. И да им го земе тоа што го имаат како земја, што и да имаат посество да им го земе. Тоа стои во декретот. Нема никаква одговорност. Храмот кој бил изграден стои како една лажна надеж, дури стои како една навреда дека Бог нешто почнал, но сега работите се движат во сосема друг правец. Сега поентата е дека обновата на храмот, враќањето во Јерусалим, царската лоза, сите тие нешта се предуслови за она вистинско ветување кое евреите го добиваа низ целата нивна историја, а тоа е доаѓањето на Месијата. Сега и во овој момент нема ништо од тоа. Естира станува царица, но никој не знае кој е она, од кој народ доаѓа. Појма немаат кој е она. И да бидем искрен, тоа ништо не значи за сите тие други аспекти од заветот и за народот израелски. Нашки кажано, Естира се снашла во овој момент и она е во добра позиција, се другите што гинат, што да правиме? Тоа е тоа. Кои се малите детали кои откриваат големи нешта? Деталите за однесувањето на Естира, еден мал предвкус на тоа дека законот, кој пред тоа бил впишан на камени плочи, може да се видат знаци дека сега е впишан во срцето на Естира. Затоа што Естира живее според закон. Иако камените плочи ги нема веќе, ковчегот на завет го нема веќе, храмот го има, ама како и да го нема, нема ништо тоа. Но Естира, начинот на кој го живее својот живот, таа всушност го отелотворува законот кој пред тоа бил пишан, а сега се има знаци дека е впишан во незиното срце. Естира, иако се наоѓа во робство и надвор од ветената земја, незината послушност и поведение покажува дека законот Божи продолжил да живее во неа. Можеби за прв пат во Стариот Завет, откако евреите се преселени во ветената земја, нешто вакво се случува баш на ваков начин. Најголем проблем за евреите од самиот почеток, со излегувањето од робството до нивното уништување и робството во Вавилон, речиси 900 години од нивната историја, период, најголемиот проблем кој тие го имале било идолопоклонството. Идолопоклонството. Тој е најголемиот проблем, најголемиот грев кој тие го прават. Јахве ги избавува од Египет, ги изведува преку Црвеното море. Прво нешто што прават кога имаат пауза, златно теле. Буквално. Прв акт, златно теле. Влегуваат во ветената земја, дури во еден од многу тие записи и кај пророците пишува дека боговите од Египет си ги собрале со себе. Значи Јахве ги избавува, Јахве ги носи, Јахве ги прави чудата, тој им дава мана од небото да паѓа секој ден. Се им дава, тие во шкафчето си ги имаат за секој случај и боговите од Египет. Одат во ветената земја, не само што не ги оставиле боговите од Египет, одат во ветената земја, додаваат и на тие група богови и дел од тие богови кои се слават таму во ветената земја. Народите кои ги слават Баал, кој бог да слава таму, тие почнуваат и тие богови да ги слават. 900 години. Тој е главниот проблем на евреите. И во книгата Летописи, и во Втора Цареви, кога се пишува за робството, кога се пишува за сеживо, тој што опишува книгата Летописи се претпоставува дека е Езра, пишува ако некој праша зошто Бог дозволи овој народ да биде уништен, ако Бог е најсилен Бог, зошто дозволи неговиот народ да биде уништен, да биде во робство отиден? Писателот на Летописи пишува вака: ќе им кажете на сите, тоа Бог го дозволи затоа што му беа неверни. Точка. Народот е проблемот, не е Бог. Тоа е објаснување.
Сега Естира е во робство и надвор од ветената земја, но незиното поведение покажа дека го живее Божиот закон и кога се наоѓа во опасност, таа останува верна на верноста која наследува кон Бог. Кога се наоѓа во проблеми, таа не оди во храмот на Аштерот, на Баал, на кој да е Бог во тоа време, таа повикува на пост и молитва. Тоа е едно извртување на целата слика која израелците имаат во тоа време. Како да робството во Вавилон беше клучно за евреите да бидат прочистени од сите тие идолопоклонички навики. Всушност, целата книга на пророкот Еремија, кој е действие кој го најавува робството во Вавилон и го документира тоа поробување и уништување на храмот, пророкот Еремија најавува дека оние кои ќе завршат во робството во Вавилон, пошто не сите завршуваат таму, ама оние кои ќе завршат таму во таа многу непогодна ситуација, во тоа робство, тие не се проколнатите, туку тие во робството ќе станат групата преку која Бог ќе го обнови својот народ и ќе го обнови својот завет. Има една многу познато пророштво во книгата на Еремија со двете кошници смокви. Бог му дава визија на Еремија и вика има две кошници смокви. Едните се прекрасни, другите се расипани. И кога Еремија им ја кажа таа визија на сите тие што останале во Ерусалим откако Вавилон ги зема голем дел од тие во робство, ја кажува приказната нив, овие во Ерусалим знаете како се чувствуваат? Прекрасно, овие расипаните смокви, значи отидоа во робство. Еремија им вика вака, не, расипаните смокви останаа во Ерусалим. Убавите смокви се оние кои се во Вавилон. Преку тие Бог ќе го обнови својот народ. И тоа пророштво полека се исполнува. Во овој момент тоа можеме да го забележиме преку царицата Естира. И знаците за таа обнова можеме да ги видиме далеку пред таа дури да стане царица. Уште кога била во домот на Мардохеј, таа ги покажала тие квалитети на заветот и законот Божи. Колку само лесно ќе ги отпишеме моментите на страдање во животот. И колку само ќе превидиме сите тие прилики во кои Бог не прочистува и не расте и не припрема за нешто поголемо. Многу често пати робството, страдањето ќе ги видиме како казна и нема да ги видиме како прочистување кое Бог го прави во нашиот живот. Многу тешко да видиме дека нешто лошо ни се случува во животот, дека Господ уствари веројатно го дозволил тоа за да не прочисти. Го гледаме тоа како казна, го гледаме тоа како проблем, го гледаме тоа како се, освен како дозволено од Бог. Всушност голем дел од нашите молитви се упатени во насока на тоа ништо лошо да не ни се случи во животот, никакво страдање да не доживееме. Но тоа што го гледаме преку писмото е дека Бог дозволува со една многу важна цел. Како што беа израелците во Вавилон. Во Вавилон не им цвета оружје. Но тоа беше местото каде што Господ го обнови, го прочисти и го обнови својот народ. Се лажеме ако мислиме дека нашиот добар карактер и квалитет ќе се појави тогаш кога ќе добиеме некаква платформа, некаква убава позиција. Понекогаш си седиме и замислуваме како ние би постапале во некои ситуации да бевме ние на место на кое некој е на место на моќ. Обично во Македонија тие се муабетеве. Сега да бев министер за ова вака ќе го решив. Сега да бев на таа повластена позиција, јас вака ќе го решив тоа. Колку е лесно уствари. Бев на еден политичар, нема да кажем кој, несовреден политичар, пасторите да ни ја презентира својата политичка кампања, пошто мислеше дека евангелските христијани во Македонија сме многу, мислеше дека ќе добие некој, не знам, гласови од нас, ако му се приклучиме, нели, ако му поверуваме. Вика, знаете ли колку е лесно? Ова така треба се направи, имаме долго, без пари све ќе направат, не знам, овој човек изгледа никош не служнал не у живот. Или не работал со друг човек, пошто ако е толку лесно, не знам. Во секој случај, понекогаш така се однесуваме. Пред да дојдеме на некоја повластена позиција, си кажам, леле, јас да бев на таа позиција, ако ми беше добро во животот, ако имав ресурси, ако имав моќ, ако имав власт, ја така ќе направи, ќе беше многу подобро.
Тоа е едната превара во која веруваме. Втората превара. Се лажеме ако мислиме дека ние не можеме да направиме ништо значајно само затоа што не сме затоа што сме во неповолна позиција. И двете позиции се превара. И двете мисли тие што ги имаме се лажни мисли. Дека не може да направиме ништо затоа што не сме во поволна позиција и не може да направиме ништо затоа што сме во неповолна позиција. И тоа не е точно. Го имаме приказната за Естира и за Мардохи. Естира, како што пишува, се уште не говореше за своето потекло и за народот свој, според она како што и беше заповедал Мардохи. Изборот на Мардохи го исполнуваше и сега така како и кога беше кај него на воспитување. Естира остана послушна на него. Та знаеше дека во одреден момент тоа ќе биде многу важно. Овој мал детал овде открива дека Естира без разлика дали е сирак во куќата, во многу неповолна позиција на низиниот братучет, или е царица со најголема почест, таа останува иста. Таа не се менува. Таа нема никаква разлика кај неа. Токму таа неизина верност и карактер ќе станат неизината сила и нешто преку кое Бог ќе донесе спасение. Сегој забораваме дека не се работи за тоа што јас и ти можеме да го направиме, не се работи за тоа. Не се работи за тоа на колку добра или лоша позиција се наоѓаме. Секој се однесува на тоа што Бог може да направи и колку ние сме верни на него и отворени тој да не користи, без разлика во каква позиција сме. Колку ние остануваме свети без разлика на тоа на колку поволна позиција се наоѓаме. Ако се сеќавате на првата проповед, Езра, веднаш кога се најде во најдобрата можна позиција која постои, Езра кога беше пратен со декрет од царот да ги користи сите ресурси кои му се потребни, да има власт да го спроведува законот, да има се што му е потребно, првото нешто што тој го направи кога се најде во најповолната позиција, кога му беше најубаво во животот, кој имаше најголемата поддршка во животот, беше не помалку духовност, туку повеќе духовност. Тогаш и во тој момент Езра почна да се моли, почна да пости, почна да ја бара Божјата волја. Затоа што Езра знаеше колку повеќе ресурси Господ ти доверува, толку повеќе одговорност ќе бара од тебе. Езра ги имаше сите можни ресурси кои се потребни, најповолната позиција, прва работа на кој тој се осврна беше светост и духовност, повеќе, а не помалку. Слична карактеристика можеме да забележиме кај Естира. Нејзиниот карактер не се менува без разлика дали е сиракот кај братучедот дома или е царица и сопруга на најмоќниот владател во тој период. Естира останува Естира. Нејзината зависност од Бог останува зависност од Бог. Нејзината послушност кон Мардохи останува послушност кон Мардохи. И во тој момент доаѓаме до нашиот текст. Естира е доказ дека Бог внимателно ги бира луѓето кои ќе ги прати во својата мисија. На Бог не му е важно поттеклото, не му е важен статусот, не му е важна твојата историја, за преку кој може да прави големи дела. Естира е сирак. Она по никој критериј во тогашно време не би требало да стане царица. Нема никакво, тоест јас верувам дека нејзиното потекло е нагласено и дека е скриено затоа што според сите тие критериуми не знам како она станала царица. Но доаѓаме до 4 работи кои можеме од овој текст да ги разбереме. Прво, што можеме да го видиме во овој текст е Божјиот момент. Ова што го нарекуваме Кајрос момент. Божјиот момент. Моментумот на Божјата мисија. Времето на Божјото делување во Библијата се означува со грчкиот збор Кајрос. Во Библијата има два збора кои се користат за зборот време. Едниот збор е Хронос, другиот е Кајрос. Хронос е времето во кое сите ние живееме, она линеарно време од кога ќе се родиме додека не умреме и течението на целата историја. И тоа е зборот време, го означава таквото време. Кајрос исто така се преведува време, но тој збор се користи секогаш кога Господ действува во историјата. Кога Господ го повикува Аврам, тоа е Божјото Кајрос време. Кога Господ го праќа Мојсей, тоа е Божјото Кајрос време. Кога Господ го бира Давид, Божјото Кајрос време. Кога Исус доаѓа, Кајрос време, Божјото време на действување. Во овој случај, како што препознал Мардохеј, што и кажал на Естира, времето и позицијата на која е издигната Естира во тој момент,
веројатно е Божиот кајрос момент на неговото действување за спасение на неговиот народ. Мардохеј тоа го препознал. Дали Естира ќе действува во Божиот момент или не, останува целосно на нејзина волја. Бог ја издигнал и има таа прилика да действува, но тоа зависи од неа дали таа ќе действува и ќе го искористи тој Божи момент или нема да го искористи. Тоа што го препознал Мардохеј во целата ситуација е дека Божиот момент на действување, Божиот кајрос момент не може и не е во состојба никој и ништо да го сопре. Прашање на време е дали Естира сега и овде ќе ја искористи можноста да стане дел од историјата на Божјото делување или ќе влезе во заборавот. Буквално тоа е изборот. Ќе бидеш таа преку која Господ ќе действува или ќе отидеш во заборав. Мардохеј многу јасно препознал што се случува. Божјиот вечен план ќе се оствари. Мардохеј кажува на Естира: Божјо спасение ќе дојде. Но дали тоа ќе биде преку тебе или преку некој друг, тоа ќе друг поабет. Ама Божјо спасение ќе дојде. Важно од целата приказна е дали јас и ти ќе одговориме на тој повик да станеме дел од неговата приказна или не. Од Новиот Завет кој ми текне некој пример, кој онака тажен пример ми е кој ќе го замислам, е за богатиот младич. Не знам дали примеќате шансата која богатиот младич е имал во тој момент. Приказната е следна: богат младич доаѓа кај Исус и прашува: Добар учителе, што треба да направам да наследам Царство небесно? Исус му вика: па добро, го знаеш законот, почитувај ги така, таткото и мајката и си. Вика: тоа го правам од млад. И таму се пише дека вака: Исус го возлюби, го засака и му кажа. Прво Исус го засака, го примети, го засака и му кажа. Тогаш, пошто Исус знаеше дека Бога, вика: оди продај се и дојди и следи ме. Вика, младичот се растеше и си отиде, пошто имаше многу богатство, не му се продаваше се, не му се жетуваше се. Знаете ли на колку луѓе Исус им кажа: дојди и следи ме? Знаете ли на колку луѓе? На 12. И тие се нарекува апостоли. Многу луѓе сакаа да го следат Исус, кога Исус го истера, го ослободи овој што беше полн со демони, и вика: сакам да те следам. Исус вика: не, ќе одиш во твојот крај, ќе проповедаш евангелие. Многу луѓе дојдоа и сакаа да го следат, но Исус да му каже на некој: дојди и следи ме, тоа беше неверојатен повик, неверојатна шанса. Ако младичот, јас верувам дека ако он продаеше све и доеше да го следи Исус, можеби наместо Јуда ќе беше он, устилот не предавник, ама еден од апостолите. Можеби тој младич ќе беше оној кој ќе биде замен, не знам како ќе тече историја, појма немам. Но верувам дека во тој момент тој имаше отворена шанса да стане следбеник Христов. Исус му кажа: дојди и следи ме. Тој ја испушти таа шанса. Богатиот младич. Од прилика, таква шанса има и Естира овде. Да го препознае Божиот кајрос момент. Бог сега действува. Сега. Дали тој ќе го направи тоа преку тебе, или преку тебе, или преку тебе, или преку тебе, тоа зависи од тебе. Навистина зависи од тебе. Дали ќе одговориш на Божиот повик. И не е во прашање дали Бог тоа ќе го направи или не. Бог ќе го направи тоа. Но многу важно е дали тоа ќе го направи преку тебе, или преку мене, или преку тебе. Тоа зависи од твојот одговор. Од твојата послушност, од твоето следење, од твојата отвореност на тој повик. А Бог ќе го направи тоа. И Мардохеј тоа го знае. Дали ќе станеш од Божјата историја или ќе влезеш во заборава, тоа зависи од твојот одговор сега. Тоа си исто важно, втората работа која може да видиме од овој текст е контекстот. Ако ти си во добра позиција, не значи дека и сите се во добра позиција околу тебе. Ние честопати се наоѓаме во изолација. Не сте ли свесни колку сме изолирани честопати во животот? Или изолирани сме во нашиот животен круг и честопати без разлика дали ни е добро или лошо, нашата состојба станува нашата реалност. Во овој момент Естира беше во дворецот и појма немаше што се случува надвор од зидините на палатата. Мардохеј ја открива на Естира состојбата на народот.
Естира моментално е во изолација и не може да ја види реалната слика. Таа ужива во тоа што ужива таму. Појма нема што се случува. Естира е на позиција да промени нешто, но доколку нема реално познавање на контекстот, таа нема да биде во состојба да одговори на потребата која е реална. Понекогаш политичарите одговараат на прашања кои никој не ги засега. Од време на време, кој ќе попушти нивниот пиар, ќе пропуштат некои детали, пиарот ќе го снема, разбираме дека тие понекогаш живеат во некој друг свет. Се мачат со проблеми кои немаат врска со реалноста, за секојдневниот човек, едноставно одговараат на некои други прашања. Обично најголемите пародии за политичарите се во контекст на нивните налудничави коментари во врска со нивното познавање на контекстот во кој живее народот за кој тие треба да работат. Обично такви пародии имаат политичарите. Кажуваат каква е состојбата на секојдневниот народ. Додека ова нема врска со зборот. Естира лесно ќе влезеше во еден таков круг, но тука беше Мардохеј. Во духовна смисла, еве да кажем да го преведам тоа за нас, да не мисли дека само ги тормозам политичарите. Оние кои сме го примиле Христос и го следиме верно, сме на поволна позиција. Тие кои сме примиле милоста и на кои ни е простено и кои ја уживаме Божјата слобода, забораваме како да се живее без надеж и без простување. Вие знаете ли колку луѓето без Христос мора да се докажат пред светот? Во секој аспект. Мора да бидат, како да кажем, on the game, like, на висока нога мора да го докажат своето постоење, својот идентитет, својата моралност, затоа што во контекстот без Исус нема простување, нема милост, има вина, има немилост, има се, но нема милост, нема слобода. Мораш да докажеш кој си ти. Мора светот да те види, мораш да го докажеш тоа. Не знаеме какво робство е тоа, кој терет е тоа да го имаш во светот. Тие кои сме ја примиле милоста, забораваме како да се живее без надеж и без простување. Гревот и вината се робство. Понекогаш се обидаме да го прикриеме тоа робство со тоа да покажеме на светот колку ние сме слободни, колку нас баш не е гајле кој што мисли за нас. Тоа робство го прикриваме со еден куп работи кои ги правиме и дома и на секаде кај да одиме. Доколку не сме запознаени со контекстот во кој живеат луѓето околу нас, нема да знаеме за што да се молиме и нема да ја видиме потребата за нашата мисија помеѓу народот. Опасноста е дека како и Естира, иако е во палатата со царот, тај е во палатата со царот. Да би требало да знае што се случува во царството. Ова е крстопатот на целата политика. Таа сепак е изолирана и нема појма какви наредби излегуваат од таа палата. Целото царство знае за таа наредба, освен Естира. Она појма нема каков декрет излегува од таа палата. А си викаш, па таа е во палата, таа би требало да знае. И па не знае. Доколку не сме намерни во мисијата и во ширењето на радосната вест, луѓето околу нас ќе страдат и ќе останат во робство, а ние нема ни да ги приметиме оковите со кои луѓето се оковани. Се враќаме на втората проповед која имавме од оваа серија, а тоа е позицијата на Неемија, кој пораснал во Вавилон, кој само слушал за Ерусалим, кој има љубов према Божјиот закон, кој има љубов према својот народ, кој е на многу поволна позиција. Неемија во тој момент е пехароносецот на царот. Всушност он го штити царот од било каков напад. Тој е многу важен лик од доверба на царот. Тој во тој момент кога слуша во каква состојба е Ерусалим, кога го разбира контекстот на својот народ, тој почнува да плаче, да тагува. Тој почнува да страда со својот народ, иако се наоѓа на најповолната позиција која може да постави во тој момент. Сочувството во библиски контекст ги ослободува Божите чуда. Сочувството за народот помеѓу кој ние живееме, да имаме вистинско сочувство, не лажно сочувство. Некако како ние кога ќе отидеме на погреб, нели, може стварно ни жал, ама голем дел од луѓето се, нели, од како да кажем, од добро поведение, сите ќе кјутиме ово оно, 5 минути после тоа може да завршиме у кафана и да пиеме и да се смееме како ненормално. Разбирате ли?
Зборам за вистинско сочувство, за вистинска емпатија кон тоа, кон страдањето на народот кој е околу нас. Ако го немаме тоа, една од моите молитви на самиот почеток на црквата беше: Господи, не ми ги доверуваат луѓето кои не може да ги носам. Со други зборови, зошто Господ да ни довери луѓе кои не ги сакаме, кои не ги љубиме, за кои немаме љубов? Зошто Господ да ни ги довери тие луѓе? Зошто? Не ми ја плачеше, страдаше со својот народ и тоа на некој начин ги ослободи чудата Божи, ресурсите Божи за мисијата во која тој беше повикан. Третиот аспект од овој текст кој може да го видиме и кој е многу важен е стравот. Стравот го има речиси во секој аспект, во секоја приказна. Стравот е како еден тест. Тест дали ќе останеш верен на повикот кој Господ го има за тебе. Обично кога е удобно, кога ни е убаво, тогаш имаме страв да не се расипе работата. Сакаме да не го изгубиме тоа што го имаме. И стравот се појавува, вика кјути си, да не го расипеш она што веќе го имаш. Стравот секогаш не држи на страна од вистинскиот потенцијал кој Бог го има ставен во нас. Интересно е дека, иако Естира беше на поволна позиција, таа беше царица, таа за себе сметаше дека не е на поволна позиција. Таа е царица, но вика, јас немам никаква моќ, ја може да умрам, утре може да умрам. Сотоната секогаш ќе покаже на малите нешта, на малите неповолности, на малите недостатоци, само да те држи на страна и да те држи неактивен. Например, ако сакаш нешто да правиш, Сотоната ќе ти покаже, но ти не се молиш доволно, треба повеќе се молиш. Ти не можеш ништо да правиш. Додека не се молиш, според одреден коефициент на не знам колку таму. Ти не можеш да смеш ништо да правиш. Ќе ти каже вака, ако се роди некоја желба за нешто да правиш, да служиш така натаму, ќе ти каже вака: а синоќа тоа што го направи? А? Се глумиш тука лудило. Демек си не знам што. Како можеш сега да си духовен, кога знам синоќа што направи? Ќе ти каже: па немаш доволно познавање да ги водиш тие муавети. Ти на другите ги солиш памет за добар живот, те молам. Или ќе ти каже вака: абе те видел минатата недела кој или која на вистина си. Што ќе глумиш сега? И ти се некои неповолности кои Сотоната постојано ќе ти ги кажат, додека не се откажеш. Сушност ќе те држи неактивен колку што е можно подолго. И ќе го предизвикува тоа, секој жар кој ќе се роди од тебе, он ќе се обиде да го задуши со сите тие работи. Може стравот да дојде и од обратна насока. Тоа е една насока таа. Има и обратна насока. А обратната насока е следна. Ако продолжиш со нагло растење во твојата мисија и духовност, ќе ти дојдат повеќе напади. Значи, не многу да претеруваш. Пошто ако се молиш многу, ако служиш повеќе, ќе има повеќе напади. Ќе станеш таргет на Сотоната. Ќе дојдат повеќе искушенија и тешкоти. Или ќе ти каже: не се пушта во многу духовни екзибиции, ќе ја изгубиш оваа убава позиција која имаш сега. Во секој случај, што и да сакаш да направиш, Сотоната ќе те држи неактивен. Мардохи ја вика на Естира: па ти си царица, човече. Ако никој може нешто да направи за својот народ, тоа си ти. Естира вика: па јас не сум баш во најдобра позиција. А која ќе си во подобра позиција? Кога ќе станеш цар? Кога е тоа? Кога е тоа? Кога се наоѓаш во катастрофална позиција како Мардохеј, тоа е вистинското време да почнеш во пост и молитва и со мисијата која Бог ти ја доверува. Мардохеј е во катастрофална позиција. Тој е на ужасна позиција. Тој е всушност причината зошто сиот израелски народ е во опасност е ради Мардохеј. Затоа што он не му се поклони на овој таму замислениот војсководач, на Хаман. Он е причината. И тој се наоѓа, нема ни пристап во дворецот. Он е безнадежен, не може ништо да промени. Тогаш, тоа е вистинското време за пост и молитва и тој тоа го прави. Но исто така, кога се наоѓаш во најудобната позиција, како Естира,
Тоа исто така е вистинското време да почнеш во пост и молитва и со мисијата која Бог ти ја доверува. Кога ќе дојде убавата во животот, тоа што е вистинското време се прашаш, а на кој начин може да послужи мојата добра позиција за Божјото царство сега? Како Бог сега може да ме искористи за да донесе некакво спасение околу мене? Спротивстави се на стравот. Христијаните се повикани да бидат понизни и кротки, освен во борбата против непријателот. Ние сме повикани да бидеме понизни, долготрпеливи, кротки и така натаму. Но кога станува збор за борба со непријателот, не смееме да бидеме милосрдни. Сега, минатава недела со Фани бевме до Грчка на 2-3 дена. На враќање према дома си ги пуштивме едно бразилско славење кој го слушаме пред 5-16 години. Од една, како се викаше, заборев, сега Фани беше тук и ми кажеше. Устило тоа беше концерт, христијански концерт во Рио де Жанеиро, на кој имаше 2 милиони луѓе. Страшен концерт. Неверојатен концерт. Ана Паула, се ми тека. Ана Паула Валадал се викаше. Ја слушаме незината музика и некои од тие песни кои ги слушавме и реално пола сат не можевме многу да збориме, пошто онака ја возам, ама липам, гледам да не излезам од колосеко оно. Затоа што сите песни кои таму ги пеа беа победоносни песни. Песни на победа, песни на борба, песни на победа над непријателот, песни на победа над лагите на непријателот. Победа, Божјата победа, ја опеуваа Божјата победа. Не се сеќавам кога последен пат пеев за Божјата победа. Пеем цело време за маките, за страдањата, за тешката ситуација во која се наоѓаме и така натаму, за помошта дека не треба да ги се, тоа е вистина. Божјата победа е толку силно нешто. Јас сега кога бев во Америка, со едни бразилци таму се здружив и ми кажува за мисијата која имаат. Вика на северен Бразил има црква и супер е. На јужен Бразил нема ништо. И вика одиме таму во некои градчиња кај што има фактички некои фолклорни религии, кај што се, како да кажам, кој знае што веруваат таму и што слават. И вика одиме таму, прво нешто што чувствуваме е непријателство, регионално непријателство, не ни дозволува да влеземе таму. И обично ние тука на Балкан ќе се повлечеме, па добро, ајде ќе најдеме друго место. Они викаат вака, не, овој дух сега мораме да го победиме, затоа што Бог е посилен. И се впуштаат во борба, молитвена борба, духовна борба, додека не се порази тој дух таму кој владее. Борба, победа, тоа треба да стане дел од нашиот речник, од нашиот јазик, од нашиот идентитет. Бог е победник. Дали го веруваме тоа? Дали стварно го веруваме тоа? Дали стварно веруваме дека животот со Господ е стварно победа над злото? Стравот секогаш ќе се протне некако, ќе не предизвика. Но дали веруваме во Божјата победа? И четвртиот аспект кој е многу важен во овој текст е пророкот. Мардохеј во овој текст е гласот на вистината. Мардохеј во овој текст е гласот на пророкот Божи, на пратеникот Божи, која открива вистинската позиција, која открива всушност вистината. За Хаман вистината беше дека кај да е израелците ќе ги снема. За Мардохеј вистината беше дека Господ ќе донесе спасение за израелците. Дали тоа ќе биде преку Естира или преку некој друг, не е ни важно. Но Господ ќе донесе спасение. Мардохеј ја знаеше вистината, не Хаман. На крајот на нештата останува на нас дали ќе го послушаме гласот на пророкот или ќе пресметаме што е окей, што не е окей за нас, ќе се препуштиме на стравот дека ќе изгубиме поволната позиција која имаме во моментот, или ќе веруваме на сатаната дека не сме на поволна позиција, затоа што од нашата перспектива ние сме во лоша позиција. Зависи од нас. Пророчкиот глас ги открива Божите можности и го открива Божјото време на делување. Тоа беше Мардохеј во животот на Естира. И да повториме за крај. Кајрос е Божјото време на делување. И заревам дека тоа е сега. Сега е денот на спасение.
Така пишува во Светото писмо. Сега, денес е денот на спасение. Не утре. Утре во библиски контекст не постои. Постои само сега, само денес. Денес е денот на спасение. Не чекај утре, повикај како Господ денес. Тоа е Божиот каирос момент. Контекстот треба сватиме дека живееме помеѓу народ кој е изгубен. Ние бевме изгубени едно време. Живееме помеѓу народ кој е изгубен. Не судете според надворешноста, верувате ми. Надворешноста лаже, многу лаже. Запознај некој малце подлабоко ќе видите дека човекот има потреба од спасение. Терет носи иначе народот. Контекстот е важен, затоа што преку контекстот ние ќе дојдеме до тоа сочувство, ќе сватиме дека на народот му треба спасение. Доаѓаме, ќе се сочиме по тој пат и со стравот. Со сите тие стравови кои ќе дојдат. Се сеќаваш што правеше вчера, кој беше вчера, што глумиш сега и така натаму. Немој премногу да претеруваш, ќе дојдат многу напади. Сите тие стравови ќе дојдат попат, но соочете се со стравот. Одбијте го сатаната како што вели Петар. Одбијте го сатаната и тој ќе бега од вас. Одбијте го. Спротивставете му се и тој ќе бега. И гласот на пророкот. Слушајте го Божиот глас во кој ве води, затоа што Божиот глас го открива неговиот момент, ја открива неговата мисија, неговата цел и Божиот глас го носи спасението. Нека се подпираме само на Бог. Нека действуваме без разлика на што се случувало синоќа, да продолжиме понатаму. Ви кажува еден пример за еден пастор кој имал црква во гето, во Америка во гетото. Ако знаете што е тоа, гетото во Америка е место каде што секој ден има убиства, што да ви кажам. Мислам дека од Чикаго, дали беше на, не знам, вајда неделно беа околу 50 убиства има во Чикаго, во гетото. Еден пастор има таму црква и секоја недела богослужбата почнува вака. Не е важно што правеше синоќа, сега си овде. Да одлучиме сега, од сега каде ќе одиме натаму. И тоа е повикот за секој од нас, реално, без разлика дали сме у гето или не сме у гето. Не е важно што правевме вчера, завчера, минатава недела, ништо од тоа не е важно. Сега сме овде. Ова е сега Божиот каирос момент. Ова е Божиот повик. Ова е Божиот глас да действуваме. Да го забораваме тоа што било и да продолжиме по еден нов правец. Затоа што кој знае? Можеби, како и во случајот на Естира, Господ не само што ќе донесе спасение преку Естира за Израел. Јас верувам и претпоставувам, тоа е моја претпоставка, не е теолошко толкување на текстовите. Поволната позиција на Езра и Неемија во продолжение можеби многу се поврзани со одлуката која Естира донела во тој момент. Можеби одговорот на Естира со да влезе во мисија, отвори пат за Езра и за Неемија да го изградат храмот, да го обноват храмот, да го изградат зидот и Господ преку тој акт да ја продолжи својата историја која во конечност ќе го донесе Божиот Син на овој свет. Ќе донесе спасение за сите луѓе. Никош не знаеме нашето да сега за Бог какви далекосежни последици може да има, какви далеки благослови може да дојдат со нашето да денес. Да не го задушуваме Божиот глас, да го слушаме пророкот што ни зборува, пророчкиот Божи глас кој ни зборува, да одговориме сега, денес, да го следиме Божиот глас. Да видиме што Господ ќе донесе преку нас. Ајде се молиме. Татко наш небесен, ти благодариме Господе за тоа што Боже мој, во Твоето писмо и Твоите пророци, Твоите херои, Господе Боже мој, се соочиле со сите работи со кои се соочуваме и ние. Со сомнежи, со страв, со немоќ, со искушенија. Но Господе, во тие приказни можеме да видиме како Ти одговориле, Боже мој, на тие предизвици. Господе, јас те молам да Ти ни зборуваш, да Ти, Господе, не охрабриш, да одлучиме, Господе, да следиме денес, да го следиме Твојот глас, да, Боже мој, кажеме да на Твојата мисија, на Твојот збор. И, Боже мој, знаејќи дека кажувајќи да на Тебе, ние стоиме на страната на победата, Господи. Благослови не со Твојот збор,
Благословен си Твојата сила, Свети Душе, да не прати кај да одиме. Да, Господи, бидеме пророчкиот глас за овој свет. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Амен.